60.000 евра за храна за кучиња. Ова е набавка на битолското комунално претпријатие, која инаку тоне во долгови од 1 милион евра. Договорот објавен на страницата за јавни набавки на Министерството за финансии е склучен во септември 2024 и има важност од 1 година. Со што ги храните кучињата? Со аспарагус, манго или папаја, па е толку висока сумата? Праша советникот Иван Чулаковски од иницијативата Поинаку. Јас не знам какви спогодби се правеле, вие гледам склучен договор, вика 60.000 евра храна за кучиња. Шо кучиња се тие што јадат храна, или да не купувате како владата и за кучињата аспарагус, папаја, манго, бејби биф, шо викат, да не купивте и за кучињата таква храна. Наместо да ги собериме, ние купивме храна за 60.000 евра за кучињата. Браво! Но списокот на набавките не запрел кај кучињата. Битолски комуналец нарачал и принтер од над 4.000 евра, а 12.000 евра одат за репарирање на четка метларка. Репарирање на четки за метларка. 12.000 евра. Која метларка? Таа едната што имам и таа се расипа? 12.000 евра за четки за метларка. Добро. Принтер Matrix A3, 276.000 денари. Шо принтер е тој? Многу сакам да знам. Шо принтер е тој 4.000 евра? Јас со тоа работам, ваков принтер, свака час, шо печатите? Градоначалникот Тони Коњановски пак е на ставот дека со штедење нема развој. Вели општината не е штедилница, па да ги чува парите на банка. И ги повика советниците, ако имаат сознание за криминално работење на претпријатијата, да ги пријават до истражните органи. Јавно ги повикувам сите кои имаат било какви сознанија за работењето или за било какво несовесно, недомакинство, криминално работење. Во јавните претпријатија слободно да се обратат кај органите, кои треба тоа да го испитат. За развој, модернизација, без инвестиции не е ни можно. Според директорот на комуналец Горан Степановски, бројките се погрешни и манипулативни. Од сумата за кучињата досега биле потрошени само 100.000 денари. Инаку комуналец е едно од 5 битолски јавни претпријатија кои забележаа загуба во работењето од вкупно 2,4 милиони евра. Неголема загуба има водовод со над 987.000 евра. На второ место е комуналец со 955.000 евра. Трета е нискоградба 340.000 евра. Паркинзи 52.000 и на крај пазари со 45.000 евра.